Серхи Данилец од Киев ја загуби десната рака од тенковска граната во април 2022 година, додека извршувал борбена мисија во регионот Донбас на истокот на Украина. Танчик. Тоа беше граната од тенк. На позицијата во која бевме до утрото останавме само четворица од целиот вод. Тој вели дека адаптивните спортови како што е веслањето се дел од неговото закрепнување. Минатиот месец тој се надпреваруваше на отворениот куп во Киев, национален спортски настан за ветерани кои изгубиле екстремитети или биле тешко повредени. Данилец вели дека планира да се врати на првата борбена линија на есен. Зимата отидов во мојата единица стационирана во градот Бахалија, ја помина војно-медицинската комисија која рече дека сум делумно способен за војна служба. Ветеранот и поранешен разузнувач Илја Денинсенко се борел во регионот Харков кога бил ранет од противпешадиска мина. И покрај неговите повреди тој освои сребрен медал во надпреварот од американските воздушни сили и маринците во Невада. Имам повеќе рани од шрапнели на колковите на левата рака, десното стапало ми беше скршено. Да бидам искрен, чудо е што преживеав, бидејќи мината што експлодира беше блиску до местото каде што бевме. Артур Миглин ја загубил десната нога во октомври 2022 година. Денес тој тренира за адаптивниот спортски надпревар Invictus Games во Канада, кој ќе се одржи во февруари 2025 година. Ке се надпреваруваме во зимски спортови, скијање и скелетон. Има уште многу да се научи. За мене Invictus е одличен затоа што можете да пробате нешто ново, за прв пат. И покрај нивните рани, овие тројца ветерани велат дека не планираат да престанат да уживаат во животот или да престанат да се борат против русите. На кој било начин?